Пред 2 дена имавте средба со граѓаните, прва која што ја организиравте откако сте дел од локалниот совет. И еве како помина таа средба, пред се да позборуваме за тоа како беше приемот, што ги интересира граѓаните, што вие им образложивте ним? Морам да кажам дека ова невообичаена средба ние ја ветивме уште при изборите и многу нешто ветивме, но за разлика од моите, како да кажам, колеги во Советот, кои што до сега не дадат таков отчет, сметам дека они како големи политички партии имат обврска тоа да направат, но сепак ние го направивме тоа на еден транспарентен начин и морам да ги кажам, еве, резултатите или да сумирам заклучоците од таа средба. Пред се, разочаран сум од слабата посетеност на луѓето, кои што сметам дека се уште тој страв, ако се јавно посети некој таков настан, немој другите да го карактеризират како предавство на политичките партии, бидејќи мислам дека се наоѓаме, нашето општество се наоѓа во една недобра ситуација на ниско општествено ниво, кај што нема вистинска демократија и можеби луѓето кои што сакаат да постават прашања, ги интересираат некои работи, не дојде од такви, баш од тие причини. Но вие не сте дел од политичка партија, зашто мислите дека... Затоа што ако, еве вака, неколку луѓе лично ми го кажа тоа, дека можеби ако тој присуства на тој настан, можеби неговите ќе го сватат дека он има наклонност према нашата опција, да кажеме, стигае, и тоа го сметат за предавство. Мислам, тоа е далеко сме ние, од тоа се гледа колку сме ние далеко од една вистинска демократија од кој што бенефит имаме сите во општеството. Ве обескуражува ли ова што се... Не, тоа беше за очекување и покрај таквиот генерален став и случајните подметнувања на ВД директорот на културниот дом, кој што не успеа да најде кај се палат сијалиците, например, за надвор, или не успеа да стартува парното грење, па моравме да мрзнеме, или например, не можеше да и најде микрофоните, па моравме без микрофони да настапуваме, што покажува на нивото на култура и на толерантност на кој што се наоѓаме. И напротив, можеби некои ќе се обескуражат, но ние не се откажавме од 4-годишната борба против рудникот и тоа со многу потешок непријател и многу потешки обструкции, па ова не е сигурно, напротив, тоа не мотивира и да ви кажам, ви должам одговор на прашањето како поминавме. Многу сме задоволни ние како организатори, еве, дури да поздравам градоначалникот, не од тие што го критикуваме, дојде он, присуствуваше, дури даваше и лични коментари, што е многу добар знак дека сепак има надеж за да се демократизираме и луѓето што поставаа прашања, јас ги забележав, на следната седница на Советот ги внесеме, градоначалникот на некој одговараше, јас одговарав и така треба ние да комуницираме со граѓаните и да практицираме власт во општината.